Македонскиот државен политички врв со различни очекувања по изгласувањето на владата на Румен Радев. За едни промените во Бугарија би значеле враќање на диалогот. Според други работите ќе останат непроменети. Претседателката Гордана Силјановска-Давкова вели се ќе зависи од подготвеноста за искрен диалог меѓу двете страни. Треба бугарската влада да ја прашате новиот премиер Румен Радев што очекуваат тие. Знам дека бугарскиот народ очекува стабилност, очекува реформи, очекува борба со корупцијата и криминалот. До сега владите беа стабилни, нема одговорност, личеа на оние на Третата и Четвртата Француска република, а ние ќе имаме соговорник стабилен со кој што ќе можеме да разговараме. Јас можам да кажам дека секогаш бонафиде разговарам, а дали очекувам подобрување на односите ќе зависи од соговорниците. Додека претседателката се надева на искрени разговори меѓу Бугарија и Македонија, првиот човек на владата Христијан Мицкоски не очекува да има некакво подобрување во односите. Вели се додека има, како што ги нарече, котиња од СРСМ, кои ги распродаваат македонските интереси за пари, исходот ќе биде таков како што е. Мицкоски вели дека му е честитал победата на Румен Радев. Се додека има котиња од СРСМ, кои што коленичат и кои што ги распродаваат македонските национални интереси, не очекувам подобрување. Наместо да застанат со нас и да се борат за македонските национални интереси, овие котиња одлучија за жолтици да коленичат таму. Венко Филипче во неколку наврати истакна дека не гледа како Бугарија ни ги негира јазикот и идентитетот. Сепак во денешната честитка која ја упати до Радев, вели дека се надевал оти преку диалог и со зачувување на македонскиот идентитет ќе сме ги решале проблемите. Нешто што до вчера не беше под закана, сега Филипче го стави во честитката, во која изнесе и навреди кон македонскиот премиер. Македонија е цврсто определена за европска иднина. Единствениот пат е патот на ЕУ интеграциите. За жал во Македонија постои криминална група предводена од Христијан Мицкоски, која свесно го блокира европскиот пат на земјата и создава вештачки конфликти со соседите, заради заштита на својот корумпиран систем. Венко Филипче очигледно продолжува со подчинетиот однос кон Бугарија, истовремено напаѓајќи си ја сопствената држава. Инаку Бугарското народно собрание денеска со 124 гласа за, 70 против и 36 воздржани ја избра новата влада на чело со Румен Радев. Министерството за финансии ќе го раководи Галап Донев. Нов бугарски министер за надворешни работи е Велислава Петрова Чамова. За одбрана Димитар Стојанов. За внатрешни работи Иван Дермиџев. За правда Николај Најденов.